На привремена работа сум во Данска, доаѓам 2 пати годината за да посетам селото Гопеш и Битола. Живеам во Битола. Ме привлекува е крај шумите, езерата од нашите убавини. Друго не знам што да ви речам. Јас сум родена во Америка и мајка ми е од Гопеш. Јас дојдов овде да видам сите војка ми, брачет ми, сите. Јас сум од Австралија, пред 9 години бев тука дојде, во село Гопеш. И што има друго да кажам? Ми трга срцето пак да дојдам тука, да си видам родното место. Кај сум роден и израстен тука во ова село. Баш ме интересира, сепак ако сум здрав и жив, се вратам пак да видам ова село. Кај сум роден. Јас дојдов од Америка, има 20 години не дојдов тука. 61 година сум во Америка. Ако сум здрав и жив, сакам да дојдам пак да видам родниот мој сестра и други луѓе тука. Мило ми што дојдов тука, што видам ту пријатели и ако сакат Господ пак ќе дојдам да видам. Јас сум 75 години, 30 години сум во Битола, живеам, таму работив, сега сум пензионер, ама умот ми е во Гопеш и тука, дека од тука сум роден и тука се осеќам како во моја куќа, како во моје место кај што сум пораснен. Од секој ден човек кај што е роден, таму му чиниот е најубо, кај што е пораснен како дете, кај што ги помина детските години, кај што ќе ги помине еден човек, таму му е мило да се врати и да оди секој пат. Ale Gopiš, hvarle Gopiš, hvarle trulaj buntenal, tuilele Gopiš, hvarle trulaj buntenal, ale tracel buntile tracel, Buntin livadi verd, ale to livadi le troli, vadi na фонтанарат. Ова е песма влашка за Гопеш, селото, како се најдува на голема висина, и како е пеат таму, во таа висина се најде една ливада и во ливадата едно изворче. Гопеш, селото, се најдуват према старите, како што кажува, ова е Гопеш еден крак од Вија Игнатија, водеше пато овде за Демир Хисар, па во тоа време имаше многу помалку куќи, некои легенди велат 7 куќи и така, но покасно порасна. Тоа беше како град, поголемо одресен, него села се вели. Гопеши беше 800 куќи, имаше преку 30 дуќани, имаше кафани, имаше 7 фурни, имаше 8 попој, имаше 2 училишта. Една беше грчка, една беше романска, влашка школија.
Много луѓе имаше учени од тука. Ме разбираш, адвокати, судии, доктори, имаше од Гопеше. Улице имаше, калдерми имаше и секоја вечер се чистија улиците, се метија, да бидат метено пред куќите, секаде. Манаќи идеше секој лето овдека по 2-3 месеци, седеше и сите сликите што ги има, сите може да се видат кај Манаќи од Гопеши. Апотека една имаше, фотограф, имаше бавча една кој се снабдеваше целото село од една бавча, а бавчанџијата беше од Прилеп, Ѓорше се викаше. Тоа беше баш до црквата. Стопанството на ова село, главната занимација му беше на овој народ што живееше овдека. Од прв им почнаа тие со сточарство, бидејќи тука беа многу малку куќи населени во првите моменти кога старите кажуваа. После по тоа ова селото нарасна и од сточарство тие прејдоа на кираджилок и заначиство. Така да со кираджилокот го држеа скоро и сите овие околните држави што се одија до Бугарија, до Албанија, до Србија. И тоа му беше главната занимација. Потоа имаше и многу заначи, терзи, абаджи и тие работи. А и плюс тоа, имаше многу народ од овдека кој просперира да отворат дуќани, анои, хотели, кафани по разни места по Србија, по Бугарија, секаде. И тоа му беше главното занимање ними. Друго, можам да ти кажам, колку јас тоа го паметувам, значи, владееше во селото голема култура. Имаше дури и смучарски клуб овдека основано. Имаше игранки, постојано имаше забави се праеа, па дури имаше на тие игранки се изведуваа разни ора, а дочим се играше и едно оро, мислам, не оро, него вака како да го речам, валцер. Тој валцер беше донесен овдека од еден човек кој се врати од Америка и тој го изведе тој валцер овдека, тој валцер се викаше кадрил. И тоа така се играше секој пат на забави кога правиле, па на рунко кога се одеше на преображање, па в црква и сите тие работи. Жените овдека кај нас не работија. Работеа само мажите, беа печалбари, секаде беа. Нашите гопешани беа најголемите печалбари од преди 200 години. Таму работеа, летно време ќе дојдеа тука, ќе шетаја, ќе печеа јаганца, ќе правеа кефој, веселби.
ова село Гопеши беше 800 куќи до Првата световна војна. Првата световна војна, 16 година, бугарите у року за 15 дена интернираа 300 фамилии од тука. И од тогаш наваму почна после нагло да се расипи. Луѓето ги интернирамо, даваа само по 300 кила багаж со волски коли ги крева од тука преку Демирхисар, преку Пилебот и Битола беше затворено, беа французите, овдека бега за Бугарија, а многу од нив изумрија и по патот, и таму кога ојдоа во Бугарија, и така од нив див ретко некои 5-6 фамилии се вратија после војната 19 година. Другите сите изумрија и кој знае кај фатија по земја. Останаа Бугарија, Романија, некој се префори, некој Америка ојде и така ги интернира во Бугарите за да загинат трагата наша од Гопеши, сите да постанат таму, да може да речем бугари, оти ќе го загинат школијата, ќе учат бугарски, ќе учат нивно таму, нема со кој да зборува влашки и така. Нашите останаат таму и ден денеска има многу таму што останаат, ама можам да речам и многу се загинаа веќе. Така Гопеши остана денеска да има само 40-50 куќи, а луѓе денеска во Гопеши зимно време нема ич, само летно време што идат тие што си има куќи нивни стари и некои што направија сега нови вили што да идат за летовање петок, сабота, недела. Морничавице на столетијата, за кого морличавиш? Грандоманке, за кого грандоманиш? Убавината ли си ја браниш? Распукнатите ти ѕидини ги гледам, го слушам одекот на стенкаото твое и сените на моите предци низ гробево како светци. Гопешанка ти си стара, во тебе душевје се бара, остана сама и затоа красиш, со жали се немој да не гнасиш. Село сега нема, песна не се слуша, распрстати по свет, сите гори ме душа. Ова моја песна е посветена на Гопеши. Сега да се наоѓаме пред црквата Свети Сотир на истото село и конаците тука во кои
1944 година бригадата и штабот на бригадата на 7-та македонска ударна бригада тука се вршеа сите војни припреми за напад на непријателот и дефинитивно и као значи после сите борби тука се враќаме заедно сите распоредени по куќите, тука бе казаните, овдека ручевме, тука се постројувавме и од тука на ова место подуа борците во борба, а што е карактеристично за ова место Гопеш први пат одекнаа звуците на маршовите во борба и денес на Македонија. Ајде Гопиш, овие два марша први пат ги записаме тука, беше капани на тогашната таа партизанска музика, прва така наречена во Македонија. Покојниот Васко Каренгелевски, командантот на бригадата, и пееше овие мелодии, а Илија Тодоровски, тогашниот капелник, ги запишуваше, а ние сите музичари, кои во 44 година септември месец беше формирана оваа музика, тука низ ова село, подувајќи до ова тука место, построени низ село, свиревме напред во борба и денес Македонија, денес над Македонија со овие два марша и спаќаме бригадата во борба. И музиката напред одевме ние, свиревме, а партизаните оназад пеа што века братството, единството со самиот марш во борба македонски народе, со браќа власти, турци и албанци. Такво одушевување населението неописиво како го доживеше тој наш војнички чин. Нашата музика прерасна после во војна музика, од која и ден денес има многу останати музичари, за него диригенти. Селото беше тогаш во товар, имаше многу куќи. Ова беше едно од најголемите села, така рече како градче. Почна постепено, нажалост, да се растура. Почна луѓето да се иселуваат од тука. Причините се познати, не е само случајот во ова село и така и други села. Ова место му лежи на срцето и секој, и овие луѓе што ги гледат тука, се не се сите тука, и боли срцето за ова место. Тука се родени, тука има створен поколеми, еве сега условите може да порека дозволуваат да се враќаат назад со голема љубов и со како да кажам, со еден ентусијазам кон своето место почнува постепено да се враќаат. Еве како гледате тука има изградени нови куќи, и луѓето еве своите дечиња тука ги доведуваат, се освежуваат и одат после пак на училиште освежени и ова, мислим, воздух и вода, како што рекоме, тука е неописиво големо богатство. Со самото заминување во Битола, срцето наше, како на сите други мештани, така и мене, ми остана во Гопеш. Оттаму наваму секое слободно време, неделен одмор годишен,
поголем дел го врвиме овде во Гопеш. Гопеш е родено во моето срце и секое настојување мое да што поарно биде од ден на ден. Гопеши негде 70 година веќе изумира, но со самото изумирање се раѓа и нови идеи за ново оживување на самото село. Се прават напори да се градат нови куќи, патишта, струја, телефон, кооперација, оние потреби кои што денеска се неопходни за самото живење на селото. Ние, помладите, ова село нема да го ставиме да изумри, иако постојат одредени тешкоти околу средување на некои работи како што е пат, струја, вода и телефон и кооперација. Во ова село често пати се организираат и одредени средби како што е Илинденската средба кај манастирот Свети Илија. Овде во овој манастир од памтивек се организира излети, така до ден денески, иако селото на известен начин не постои, излетите се редовни. Исто така ние имаме еден излет традиционален, односно Панаѓур во црквата Свети Сотир. Тоа е на 18 и 19, а на 20 излегуваме во едно излетничко место кој се вика Рунку и таму се прават големи веселби. На ова место доаѓаат за тоа време од сите краишта на нашата земја, надвор од Југославија, од Австралија, Америка, Канада и си спомнуваат спомени за нивното детинство, за нивното минато, за живото во ова село. Постојат големи напори, односно се вложува големи напори да ова село да не изумри, а денешната слика кажува дека ова село нема да изумри затоа што сега не се дојдени сите гопешани од целиот крај на нашата земја, па и од надвор. Јас сум председател на местната заедница село Гопеши, село кој на известен начин не постои преку цела година, но ево во срцата наше ова село постои и затоа ние пред известно време оформивме местна заедница кој носи назив 7 бригада село Гопеши. Целта на ова местна заедница е во ново преседништво за да се избори од ден на ден, да створи што подобри услови за живење во ова село и да утре ова село заживее онака како што беше некогаш. Напорите наши се тие, срцата наши се тие, копнеат за ова село и во еден ден мислиме дека ова село ќе биде онака како што беше. Нема да дозволиме ова село да изумри, да ова село се избрише од картата, односно од срцето на самите луѓе. Мене ме привлекуваат Гопеше најповеќе дека мајка ми и татко ми се тука закопани. Мајка ми мене ме остави од 6 години, таа умри од 27 години. Млада умре тука и секој пат кој идам, мора да одам на гробот кај мајка ми да ја посетам. И затоа идам Гопеши и ми привлекува најповеќе и јас сум тој што прв пат 71 и 70 година патот заедно со Мита Споа го направивме патот колку можеме за да не го загиниме Гопеши, за да не пропадне, да не загини Гопеши. И секој пат, дури сум жив, и на ќерка ми и на внуците ми оставам да идат тука.
привремена работа сум во Данска, доаѓам 2 пати годината за да посетам селото Гопеш и Битола. Живеем во Битола. Ме привлекува е крај шумите, езерата, нашите убавини. Друго не знам што да ви речем. Јас сум родена во Америка и мајка ми е од Гопеш. Јас дојдов овде да видам сите војка ми, брачет ми, сите. Јас сум од Австралија, пред 9 години бев тука дојде, во село Гопеш. И што има друго да кажам? Ми трга срцето пак да дојдам тука, да си видам родното место. Кај сум роден и израстен тука во ова село. Баш ме интересира, сепак ако сум здрав и жив, се вратам пак да видам ова село. Кај што му дојдам? Јас дојдов од Америка. Има 20 години не дојдов тука. 61 година сум во Америка. Ако сум здрав и жив, сакам да дојдам пак да видам родни мои сестра и други луѓе тука. Мило ми што дојдов тука, што видам ту пријатели. И ако сакат Господ, пак ќе дојдам да видам.